Драги сограѓани, почитувана јавност, денес пратениците на левица во Собранието на Република Македонија ќе поднесат предлог закон за изменување и дополнување на кривичниот законник. Ова го правиме како коректив на она која во минатиот мандат представуваше едно од најголемите срамни денови за законодавната власт во Република Македонија. А тоа е кога минатата власт на СДСМ и ДУИ со обезбеден кворум на ВМРО ДПМН драстично ја намали казнената политика и периодот за застарување на кривичните дела, се со цел на исполнување на интересите на неказнивоста на политичката и бизнис елитата во Македонија. Со тоа драстично намалување на казните и роковите на застареност, направено во минатиот мандат од страна на партиите на олигархијата, гледаме сега како влијае и за истрагата за немилиот настан во Кочани, каде што најмалце ќе бидат опфатени оние кои треба да бидат опфатени и нема да бидат изречени казни на вистински начин како што треба да бидат изречени. Тој чин беше најгрубо легализирање на неказнивоста, амнестија за политичката и бизнис елитата и отворена врата за корупцијата да продолжи да цвета. Овие измени кои денес ги предлагаме предвидуваат отпор кон интересите на корумпираната елита. Имено со измените предлагаме застарувањето на делата да биде дуплирано, па така оние кои треба да бидат стигнати со правдата независно во моментот кога ќе биде откриен кривичниот чин, да бидат процесирани на вистински начин и правдата да биде задоволена. Од друга страна предлагаме и додавање на кривични дела во категоријата на дела кои не застаруваат, а тие се однесуваат на економскиот криминал и злоупотреба на службената положба. Повторуваме, во делата кои не застаруваат, предлагаме да се додаде злоупотребата на службената положба како еден од најголемите проблеми со кои се соочува нашето општество и политичкиот систем. Поради ова, сметаме дека ќе се спречи свесното одоговлекување на судските процеси, со што дополнително се аугментира неказнивоста. И затоа ова не е технички предлог. Ова е директен удар врз корупцијата и очекуваме дека пратениците во Собранието ќе имаат доблест да покажат дека не можат веќе да се кријат зад законските норми и дека ќе застанат на страната на граѓаните и правдата и ќе престанат да ги бранат интересите на политичката и бизнис елитата на која припаѓаат. Ова треба да биде порака до сите функционери и привилегирани бизнисмени. Нема повеќе скривање, законот ќе важи за сите и казнената политика понатаму сметаме дека треба и да се заоштри.